already said it, but thank you everyone for showing up. I'm going to be the first speaker of the affirmative team today. My name is Jeannie, and we're going to show you why the affirmative team is better and Nikki should be her husband and lab partner. Alright, so in the spirit of debate, and this year's camp slogan, clash to understand, not to destroy. Може да почнеме со Дона и да видиме баш ако Дона ќе се најде во улогата на тезата која што баш и не ја одговараш. Повели Дона? Па јас уште еднаш ќе повторам дека мене лично ми беше тезата за бабите и дедовците дали ги разгалуваат днес. Зашто сметам дека оваа теза на која ќе зборуваме сега е релативно искористена, луѓето зборале за неа, но сепак ајде да видиме што уште можеме да кажеме за шпанските серии. И знам дека многу луѓе нема да се согласат со мене. Знам дека сигурно во оваа група на луѓе кои што нема да мислат исто како мене, се оние кои што, ако добро се сеќавате, на времето собираа пари за да ја ослободат Касандра кога отиде во затвор. Исто така знам дека со мене нема да се согласат и сите оние бабички и тетки кои што правеа мејкици кога Касандра се породи, но сепак да видиме што е тука. Шпанските серии представуваат губење на време. За тие 45 минути до 1 час, тоа време може да се искористи на многу попродуктивен и позабавен начин. Може да се излезе со друштвото во град, да се отиде да се помогне на нашите, да им купиме нешто на пазар, да видиме да ги имаме работи за 30 дена, или наместо да гледаме како ни се полни дневната со солзите на Росалинда и како ние добива напади на епилепсија секогаш кога ќе види расцветано влакна од незината коса. Шпанските серии исто така водат до запоставување на домашните опврски. Односно, кога почнаа да даваат една нова шпанска серија, што не знам како се вика, мајка ми забораваше често ми прави ручек за да ја гледа репризата. Here tonight in order to counter the preposterous, naive arguments of our sadistic and militaristic opponents and to stand resolved that it is better to focus on diplomacy than force in dealing with terrorism. Their philosophy is shoot first, ask questions later. I don't think that works, and neither do my teammates.